Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели, драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент. Во денешното издание повеќе за акцијата за пролетно чистење на UKLO, инициирана од Универзитетското студентско собрание на Универзитетот, која се одржа минатата недела, а подсетуваме и за повикот до студентите за универзитетската летна пракса. Бидете со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Чекори, познати чекори, то твоето срце ме водат пак. Заљубен, помалку збудален, но ти ми кажа, сум посебен. Љубов, што е љубов, ако не те гледам секој ден? Љубов, што е љубов, кога утро се смеам и сакам да те гледам. Што е љубов, ако не те гледам секој ден? Љубов, што е љубов, кога утро се смеам и сакам да те гледам. Емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UKLO FM Битола ја започнуваме со информацијата дека над 40 метри кубни смет е подигнат од дивата депонија во непосредна близина на студентскиот информативен центар и правниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во акцијата за пролетно чистење, која минатата неделя организираше UKLO по иницијатива на Универзитетското студентско собрание во соработка со општина Битола и јавното претпријатие Комуналец. Ректорот на UKLO, професор доктор Игор Неделковски, ја поздрави иницијативата на студентите и се заблагодари на поддршката и помошта од надлежните институции. Имам големо задоволство да изразам благодарност до општина Битола, особено до градоначалникот на општина Битола и до јавното претпријатие Комуналец Битола, бидејќи одговорија на нашата молба да ни се придружат во чистењето околу дел од објектите на универзитетот кои се наоѓаат во Битола, преди се студентскиот информативен центар, тука е во близина и нашиот правен факултет дисперзирани студии во Битола. Бидејќи состојбата во овој регион, сите ја знаеме, беше дива депонија, имаше голема вегетација обрасната. Ние со нашите студенти немавме капацитет тоа да го средиме, бидејќи потребна е професионална поддршка со механизација. Без збор, веднаш излегоја во пресред и еве од утрото цело време
екипите на Комуналец, со поддршка на нашите студенти и професори, чистат околу овие објекти, кои што ни се посебно битни, бидејќи во студентскиот информативен центар е и седиштето на органите на Колорс Алијансата и постојано доаѓаат и партнерите од Колорс Алијансата од 9 европски земји, така да навистина без разлика што внатре просторот е уреден по европски стандарди, околината беше стварно запуштена, но еве се најде решение и доправа ќе се работи. Ова и не може во еден ден, во наредните неколку денови ќе работи екипи на јавното предпријатие Комуналец и овој дел од градот ќе биде на задоволство преди се на нас од универзитетот, но и на сите граѓани едно пријатно уредено катче. Практично се работи за продолжување на акцијата Генералка Викенд за отстранување на отпадот од јавните површини, парковите и дивите депони од Битола. Од сите нас зависи во каква средина живееме, рече во изјавата за медиумите градоначалникот на Битола Тони Коњановски и нагласи. Да истата локација се чисти неколку пати, без разлика дали во соработка или не. Се вклучија тука и професорите, и студентите, и на нивна иницијатива, меѓу другото беше и не застануваме овде, и не само денес. Наредниве денови ќе продолжиме и во студентскиот парк, во непосредна близина. Знаете, системот ние го градиме. Ако самите не поработиме на свеста и едноставно да сватиме дека постојат места каде што треба да се депонира отпадот, а не кој каде што ќе стигне, и се надевам што побрзо се средат, еве, ја правиме тука СРУ3 улицата во непосредна близина, ќе се отвори, ќе се осветли и овој дел од градот, така да ве донесува и садници, тука ќе се засади и некое дрвце, заедно со студентите, и ќе имаме навистина подобар впечаток за сите, зашто навистина е жално и срамно град со култура која би требало да има Битола, да се уште се занимаваме со чистење на депони, да не кажам во строгиот центар на градот. Ние разговаравме и со АХАБ во неколку прилики за проблемот кој го имаме со бездомните куќиња во овој дел на градот и оние кои ги подржуваат и кои ги ранат во овој дел на градот, така да ќе има и заеднички акции во тој дел. Напоменав неколку пати дека на само 200 метра од овде имаме и трла. Така да Агенцијата за храна и ветеринарство треба и во тој дел заедно со нас, со локалната самоуправа, да спроведеме и такви акции. Се е то во еден цел систем, еден комплекс на проблеми кои ги имаме овде. Јас се надам дека во многу брзо време ќе ги немаме тие проблеми. Апел до граѓаните секако да го почитуваат она што еве тука живеат нивните, тука работат, тука доаѓаат нивните деца, и навистина е жално во овој дел од градот вака да се однесуваме. Мора да се работи на подигање на јавната свест, менување на менталитетот и потикнување на грижата за здрава животна средина. Во таа насока директорот на јавното предпријатие Комуналец Горан Степановски потенцира. Во изминатиот период од 4 години тука преку 10 пати тука имаме чистено, но истото се повторува од дел несовесни граѓани, дел несовесни станари, мала група која прави малце поголеми проблеми. Еве повторно денес досега имаме 5 камионски тури изчистен, тоа е во превод околу 40 метри кубни смет. Се надеваме дека ова ќе биде последно чистење на оваа дива депонија, дека свеста на граѓаните ќе проработи, нема да се создаваат повеќе диви депонии. Секоја година големи количини на диво одлагање на смет се собираат и се депонираат на нашата депонија. Акцијата за пролетно чистење на Укло продолжи со средување на паркот пред Факултетот за информатички и комуникацијски технологии и лабораториите на Факултетот за биотехнички науки во Битола. Сакам музика и вино, до небо ноква да ме подига. Јас сакам кај да сум да ми биде фино, јас сакам само добра забава. А таму доле седи некој пијан брат, исто очи
сакам многу да се заљубам, но ете, од рака нешто не ми поаѓа. Често ми доаѓа да заплачам ко дете, што нова љубов не ми доаѓа. И пак на шанк седи некој пијан брат и со очи свој ме пие. А јас му велам ајде остај ме на рад, од такви преку глава ми е. Ајде уживај животот, минува секој ден да ми е фино. И добро вино. Ајде уживај животот, минува секој ден да ти е фино. Ајде не чекај, само пали додај газ со музика и добро вино. Ајде не чекај, само пали додај газ со музика и добро вино. Во тек е повикот од Центарот за кариера алумни до животно учење при Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, како дел од Врбовската универзитетска алијанса Colors, за универзитетската летна пракса, проект кој што се реализира заедно со Општина Битола како асоциран партнер на УКЛО во Европската универзитетска алијанса Colors. Разговараме со професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, директорка на Кредо Центарот. Професорке по четврт пат се објави повикот за учество во оваа програма Универзитетска летна пракса. Искуството досега зборува дека студентите се заинтересирани на радост на сите нас. Така, четврта година и на радост точно на сите нас ја продолжуваме соработката со Општина Битола на ова една значајна, би рекла, соработка и за универзитетот и за општината, бидејќи на овој начин Општината ја покажува својата општествена одговорноста кон развојот на младите, а универзитетот пак од друга страна ја покажува грижата за своите студенти, грижата за младите луѓе да останат во државата, бидејќи знаете каква е миграцијата не само општо, туку и во летниот период, платена сезонска работа во Европа и во другите земји во странство, така што универзитетската летна пракса како проект кој што го започнавме во 2023 година представува една гордост, би рекла, за соработката на универзитетот со локалните самоуправи, бидејќи универзитетската летна пракса не е само воспоставена како соработка со Општина Битола, туку и со Општина Прилеп, и во тек се разговори, веќе втора година поред течат разговорите, и јас верувам дека оваа година ќе успее да се воспостави соработка и со Општина Охрид и со Општина Кавадарци. Универзитетската летна пракса за студентите на УКЛО е замислена како можност студентите да добијат одредено искуство во она што значи работа на Општина Битола и јавните предпријатија од општината. Точно така. Низ тие разговори и со градоначалникот на Општина Битола, доктор Тони Коњановски, и со представниците на јавните предпријатија, всушност секогаш беше нагласувано дека недостасува работна сила во јавните предпријатија, во оделенијата, во секторите на општината, и тогаш и иницијативата всушност така дојде, така започна, па ајде со студентите, со платена практиканска работа за нив во текот на летниот период, и студентите да имаат корист, односно да се запознаат со она што во иднина би ги очекувало како вработени во тие јавни предпријатија и во општината, а секако своја корист да добие и општината со кадар, со човечки ресурси, со поддршка на вработените таму, бидејќи знаеме, сите сведоци сме колку голем е обемот на работа и потребите за тие вработени во јавните предпријатија и во локалните самоуправи да ги обслужат барањата на граѓаните.
Придобивките за студентите се големи, имајќи во предвид дека она што како теорија го учеле, тука ќе можат и да видат во пракса како изгледа и нормално студентите се распоредуваат, гледате да бидат распоредени онака, зависно од која единица, од кој факултет доаѓа. Точно, апсолутно се води внимание да соодветно се избираат практиканските позиции за студентите и од сите разговори со нив, од размената на искуствата до сега, тие се многу задоволни и како и не е како секоја практиканска работа, би рекла, бидејќи знаете во другите институции, во другите организации, во другите фирми воспоставен е процесот. Овде студентите верувам дека секојдневно во текот на извршувањето на праксата се среќаваат со некои нови проблеми кои потекнуваат токму од граѓаните. Зависи секако во кое јавно предпријатие, меѓутоа оние што се во секторите во локалната самоуправа сигурно можат да видат голем број на различни проблеми секојдневно како барање на граѓаните. Платена летна пракса, сите студенти кои што ќе бидат избрани практично добиваат по 10.000 денари месечно, нето месечен надоместок обезбеден од општина Битола. Така, веќе универзитетската летна пракса е дел од буџетот на општина Битола, така што студентите добиваат, јас верувам дека и годинава ако нема некои измени ќе биде нето 10.000 денари дополнително за данокот и тие трошоци кон агенцијата и за осигурување. Така. Сега мораме да кажеме и некои исто така специфични работи кога се врзани барем за летната пракса. Секој студент еден месец има задолжителна летна пракса. Праксата се реализира во месеците јули, август и септември. Да. Јули, август и септември се реализира. Првата група почнува во јули. Септември, бидејќи нашите студенти почнуваат во октомври со настава. Секоја година исто. Во тие 3 месеци имаме различен број на студенти во група, меѓутоа 3 месеци се пополнети. Она што како критериуми треба да го исполнуваат првенствено е да речеме дека треба да бидат редовни студенти на УКЛО и да имаат заверено летен семестар, но исто така има и потребна документација која што треба да ја достават, нели? Да, редовни некои барања кои мислам дека точно сега потврда за постигнатиот успех во семестарот, не во цело студирање, бараме за претходниот семестар. Изјава дека ќе се почитуваат кодексот, однесувањето на јавната установа каде што која институција во која што ќе извршуваат праксата, CV и мотивационо писмо. Потребните документи треба да ги достават до 29 мај, значи времето е кратко. Така, времето е кратко, засега е интересот добар. Меѓутоа морам да кажеме дека објавен е конкурсот веќе известно време. Велиме кратко затоа што се ближи времето до кога за завршување на конкурсот. Точно, ако има потреба ние ќе го продолжиме, меѓутоа секоја година бројот е максимално исполнет. Не ги гледам, не знам претходно, значи имам видено, ќе видам дента колкав е бројот на пристигнати пријави, така што верувам дека и оваа година ќе имаме максимален број на студенти кои ќе ја извршат својата платена практиканска работа во општина Битола и во јавните предпријатија на општината. Професор, ке не кажавме дека оваа година бројот на студенти кои што ќе бидат избрани практично е 44, зголемен е бројот на студенти кои што ќе можат да бидат дел од оваа програма. Постојано е, мислам, мисля чини дека само третата година, да, тоа зависеше од општината, секако, и годинава, како и првата година, ќе имаме повторно 44 студенти. Рековте дека во тек се и разговори за реализирање на ваква универзитетска летна пракса и во Охрид, во општина Охрид, во Прилеп веќе втора година поред ќе биде? Да, во Прилеп веќе втора година поред, минатата година договаравме и разговаравме тогаш со стариот градоначалник на општина Прилеп за 5, дозволија 8 платени практикански позиции во општината. Верувам дека и годинава со новиот градоначалник, кој впрочем е и алумни, градоначалникот Дејан Продановски на општина Прилеп е алумнист на
Универзитетот Свети Климент Охридски. Разговаравме и со него и верувам дека и оваа година ќе продолжи летната пракса и во општина Прилеп. И со општина Охрид се надевам дека наскоро дека и општината ќе го покаже својот интерес да студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски во текот на летото ја завршуваат летната пракса во нивните сектори. Јас ќе ви се заблагодарам за одвоеното време, за разговорот, со уште едно подсетување дека до 29 мај е отворен првично повикот за пријавување. Потребните документи треба да се достават во електронска форма на univerzitetska-praksa@bitola.gov.mk, а секако се она што дополнително би ги интересирало може да го најдете во повикот кој е поставен на веб страницата на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола uklo.edu.mk. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата. Mi podavaš raka i seguješ taka dažda koga sum. Pa dava tvoja raka gasne moja maka, ja spokojna sum. Ništa ne me plaši, štom si tu kad ti blika sonce v čaši, što je pomniš ti. Bez tebe ko da palja, bez ni den noć što se raja. I donetoj nekoj mrak, ostavljen bez trag. I teče prazno vreme, nekoj nemir da me zeme. I slaba sum, slaba jaz, osamljena bez glas. Sepak ti si tu kad ti neizbežen, kako moja sen, kako šepot najnežen. Duri se koji zid, ti mi razbiraš, prolegne se ti, život odnaš. Mi podavaš raka i seguješ taka dažda koga sum. Pa dava tvoja raka gasne moja maka, ja spokojna sum. Ništa ne me plaši, štom si tu kad ti blika sonce v čaši, što je pomniš ti. Mi podavaš raka i seguješ taka dažda koga sum. Pa dava tvoja raka gasne moja maka, ja spokojna sum. Ništa ne me plaši, štom si tu kad ti blika sonce v čaši, što je pomniš ti. Почитувани, тука го завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Ехо што го чува во тишина паѓа, и таква почит не се раѓа. Ни во замисла длабоко во мене стои се што кажа, значат ама веќе не се важа. Не тежа во твој универзум, да сум само безум, правам хаосум луда, чувства сами се будар. Не сакам да се смирам, срцево само сака на сила. Се недам кога ќе те видам, немам заслуга за да те имам. Во твој универзум, да сум само безум, правам хаосум луда, чувства сами се будар. Не сакам да се смирам, срцево само сака на сила. Се недам кога ќе те видам, немам заслуга за да те имам.
сами се будар. Не сакам да се смирам, срцево само сака на сила. Се недам кога ќе те видам, немам заслуга за да те имам. Во твој универзум, да сум само безум, правам хаосум буда, чувства сами се будар. Не сакам да се смирам, срцево само сака на сила. Се недам кога ќе те видам, немам заслуга за да те имам. Укло ФМ, Битола, мај 2026 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk